Нов корупцијски скандал поврзан со Артан Груби. Фокус објавува анализа за купопродажбата на опожарениот хотел Гранит на Попова шапка и доделувањето на тендерот за изградба на автопатот кон Блаце. Според документите кои ги цитира Неделникот, хотелот бил продаден за само 55.000 евра на компанијата Eurocom Lighting со главна дејност електрорасвета, која во последниве години работи со загуба, а чиј основач е Суат Алија, председател на ФК Шкупиот Чаир, кој важи за близок човек на првиот вице-премиер. Алија често може да се види на трибините на стадионот во Чаир како го будри тимот на Шкупи, при што објавените фотографии сведочат дека бил во друштво на премиерот Димитар Ковачевски, на лидерот на ДУИ Али Ахмити, на првиот вице-премиер Артан Груби. Суат Алија за Фокус тврди дека повеќе нема врска со оваа компанија, а од компанијата пак изјавиле дека огласот го виделе во Весник, дале јавна понуда за купување на хотелот и истата била прифатена. Сепак според Неделникот, симптоматичен е и тајмингот. Купопродажбата се случила непосредно пред да биде склучен нов договор за доизградба на автопатот вреден 11,5 милиони евра. Договорот за купопродажба меѓу Гранит и Eurocom Lighting е склучен нецели 5 месеци пред да биде склучен договорот за јавна набавка меѓу Гранит и јавното претпријатие за државни патишта, додека целата постапка за хотелот на Попова шапка е завршена 2 месеци пред потпишувањето на вториот договор за автопатска делница од 2 километри. Истражувањето на Фокус покажува дека викендички на Попова шапка се продаваат поскапо од цената која била платена за хотелот. Помали куќички се нудат за цени од 69 до 82.000 евра. Инаку ова е само последен во низата финансиски скандали кои се поврзуваат со Артан Груби. Меѓу нив и купопродажбата на деловен простор во центарот на Скопје на неговиот брат за 4 до 5 пати пониска од пазарната цена, што го објави опозицијската ВМРО ДПМН. Доделувањето на лиценца за баждарење бензински пумпи на фирма, исто така во сопственост на неговиот брат. Отпишувањето јачмен од државните резерви, трошењето стотици илјади евра на хонорари во неговото министерство.